Верувам дека сме доволно интересни да го задржиме вашето внимание од почеток до крај, така ќе биде и во овој дел кога малку понеформално ќе разговараме со нашите гости и ќе ги прикажаме низ една различна и поинаква слика. Да започнеме со фотографиите на господјата Гордана Софија, за која што на самиот почеток ја споделивме иницијативата за која денеска таа ни е тука, но уште еднаш ќе ве замолам господја Гордана да потсетиме кога почнува, на која локација и кој се може да биде вклучен и да дадеме еден јавен апел за оние кои што можеби не се вклучили, а би сакале да дадат свој придонес. Секој може да се вклучи. Веќе имаме некои одредени локации, над 500 локации, сите се ставени на Генералка Викенд веб страницата, само ако откликнете вашата општина, веднаш ќе ви се појават локациите со точен Google Pin, точно време на почнување. Одлично. А меѓутоа секој граѓанин може да се вклучи без да се регистрира или најавува, само нека земе една кеса, еден пар ракавици, нека излезе пред врата, тротоарот, улицата, пред куќа, пред зграда, дворот, паркот, се што е најблиску, доволно е секој еден да исчисти, тогаш се ќе биде супер. Така, сите сте добре дојдени, а да ги погледнеме и фотографиите за кои што можеби ќе дадеме повеќе иницијатива, не само што сте добре дојдени, да го направите тоа час поскоро. Слободно може да го коментирате тоа што го гледаме на екранот. Ова е фотографија од дрон од 5 мај годинава, локација во Националниот парк Шарпланина, легално сметилиште, кое што го чистевме и се уште се чисти, со 20 представници на вооружените сили, ренџерите на Националниот парк и локални луѓе што живеат во близина на ова, тоа е село Бродец. Оваа локација, мислам дека вчера се исчисти, денес армијата продолжува, ќе одат низ цело село да се исчистат улиците. Имавме вакви акции секоја година, тоа се специјални акции и чистење на илегални сметилишта во Националниот парк Шарпланина и после откако се исчистува, кога ќе се исчисти, се воведува и редовно собирање отпад. Одлично, следна фотографија. Да, ова е цела екипа која што учествуваше на акцијата од 5 до денес, 5, 6, 7 мај е чистењето во Шарпланина. Тоа е наш национален парк, затоа е национален парк и сите ние треба подеднакво да се грижиме. Да, тоа е национално природно богатство. Да, ова се фотографии исто од таму. Гледате еден представник од вооружените сили се бори со тони и тони отпад. Па да, фино веќе како некоја статуа прераснало, може да се каже, мислам, црн хумор, но... Да, исто е. Има доста одложен градежен шут, барем за тоа исто има во тетово решение. Сега Саоба Махер се доста активни, може било кој да ги контактира и да добијат информација каде правилно да се одложи отпадот. Нема потреба да си го ставаме. Ова е буквално пред река, доле се тоа оди завршува. Кабаст отпад, ете гледаме на дел од мебел кој што го има во... Да. И ова е Веачка река, прекрасна река која што извира од Шарпланина. И ако ова се фрли вака, ова продолжува надоле, се влева во пена, тони отпад. Да, од една локација, мислам, завчера извадивме само околу 10 тони отпад. Кај завршува тој отпад? Доле во река Пена, во Тетово. Да, исто, гледате се. Да. Требаше многу сила и енергија да се вложи. Ова е една мала пресконференција со представници од општината и Австријска амбасада и компанијата Саоба Махер, кои што го собира отпадот. Како што кажав, сакаме да ги вклучиме сите сегменти од општеството, затоа што само заедно можеме. Се подигнува ли свеста, Гордана, кај граѓаните? Александра имаше едно прашање во првиот дел дека не е само да се исчисти местото, туку следниот ден повторно наоѓаме отпад на тоа исто место. Да, има. Дали со оваа Генералка Викенд полека се освестуваме
Да, секако. Бидејќи сите што веќе учествувале, никогаш нема да фрлат отпад. И тие се оние кои што ќе ги прекорат и другите што несовесно. Меѓутоа, колку повеќе луѓе се вклучуваат, колку станува помасивно, тогаш се менува и сликата. Ќе имаме повеќе совесни, а секогаш ќе има несовесни. Ама повеќето да бидат совесни. Тоа е побитно. Тоа е побитно. Ги погледнавме фотографиите, може сега и на Давид да ги гледаме сликите и се тоа што ни го имате испратено, да ги скоментираме, па да ни кажете малку и за туристите, колку тие селектираат отпад во Македонија. Знаат ли, Давид, ако пластична шиша или лименка испијат, или сок, вода, додека ја правите таа тура, да го сочуваат или да прашаат каде може да селектираме, па да фрлат? Да, секако бидејќи доаѓаат веќе едуцирани, свесни за тоа. Така да нив им е многу полесно или често се случува кога немаме место за сектирање, да изрек коментираат дека каде сега да го фрлам, што да направам со ова. Така. А има ли туристи кои што се враќаат повторно во Македонија и коментираат дека е почисто? Дали има такви некои исклучоци? За жал не. Нема. Да се надеваме во идно време. Да. Давид повели твоите фотографии и може да ги коментираме истите. Посета во Сулијан. Сулијан во чаршијата. Посебно е важно за пољаците да им објаснувам, бидејќи е полски архитект кој што работи како директор на обнова на стариот град во Скопје, тогаш наречено, професор Адолф Чиборовски, кој што е повикан како експерт, бидејќи претходно ја гради стариот град на Варшава после Втората светска војна. Така да тука убав момент е за нив да се почувствуваат горди, нели? Така. Ова нешто го велам, најчесто почнуваме од тука. Ова е за мене баш убава разгледница на Скопје и често им правам ваква групна слика на имат. Тука е и Отпадот панорама. кој што малце може да го дзирнат кога ќе погледнат одгоре, среќа не се гледа. Не се гледа, така да и тоа го имам размислено, да. Меѓутоа убава панорама на локација од каде што не се. Убава за мене многу символична слика. Тука е и знамето, и во позадина водно, и крстот, и така. Навистина прекрасна панорама. Еве, претходно го спомнавме како нов символ на градот Скопје и им кажувам секогаш дека тоа е првиот и најстар споменик. Охрид? Без Охрид нема туризам и без Кане во било кој каталог во туристичка понуда Кане е обично и прва слика што се појавува. Одлично. Потом велам ова е слика број 1 од Македонија. И ова е убава фотографија од поново Скопје. Центарот на Скопје, ама е убав сплет. Во го погледнете го има и камениот мостот од 15 век, во позадина е Калето кој што е од периодот на Византија и новиот дел на Скопје, нели? Тоа е прилично добра реклама Скопје 2014 во поглед на туризам кај нас. До ден денеска исто имаме различни коментари во еден или во друг крај и кај туристите исто предизвикува. Кои се позитивните коментари да ги издвоиме и акцентираме, зашто верувам има и такви? Кажав, поголемиот дел од моите туристи кои што доаѓаат се многу позитивни изненади, Скопје им се допаѓа. Скопје 2014 исто буди позитивни најчесто коментари и тотално неочекувано нешто такво. Бидејќи немаме друг град, мислам, барем јас од она што знам, со толку многу споменици на толку мала површина. Меѓутоа, тоа во оној дел како реклама делува прилично позитивно. Старата скопска чаршија, ако не се лажам? Така е, повторно тука, групно назад. Ова е Златарската уличка, оној дел за дамите. Камени мост. Камени мост, еве како изгледа, да, водицо група кога поминаме из центарот на градот. Филип Втори плоштадот, ова е моментот нели кога излегуваме веќе од чаршија и кога е првичните информации или првиот поглед на оној нов дел од градот и јас како што нарекувам малку повеќе европски. Од претходно кај што гледам оној ориентот во Скопје, кој што го имаат. Од кои држави најмногу доаѓаа, Давид? Јас главно работам со Полска и они се едни од најчестите туристи. Во првата тројка или 5, ајде, се турците, посебно последниве години, Холандија, Полска и локалните. Србија, Грција исто доста има посета ново. Мајка Тереза ја споминавме, преубава фотографија. Така, спомен куќата на мајка Тереза. Се почесто имам и религиозни групи кои што доаѓаат и ова е и како главен момент во програмата во Скопје. Горе одат често во посета на капелата, каде што имаат и миса, католичките групи. Така да
тоа не е исто еден убав момент на Скопје. Ова е на площадот, пред Ристичевата палата, како еден од ретките споменици на старото Скопје, уште пред земјотресот од 63. Така, Полска ова е. Меѓутоа, на претходната слика сега се подсетив, ме беше прилично убаво искуство имав на мојата ќерка, договоривме посета на дечињата. И оваа година здравје исто мислам дека вторава половина на мај ќе успеам да направиме посета за дечињата од тука, од Скопје. Убав момент. Она што нас не недостига е всушност таа едукација, за да можеме да ја изградиме љубовта кон својата земја. Кон својот град, така. Кон својот град, кон својата земја. Повторно, тука на Кејот обично овој момент го искористувам делот летните температури кога е над 40, малку да се сокриеме во сенка, да можам од едно место доста одоколу да им покажам, да им представам и нели во контекст на спомениците тука и се надоврзуваме и на историјата. Одлично. Обрнувам и внимание и на делот на она, да речеме, современа историја на Република Македонија со сите пречки кои што ги имаме, нели секогаш прашањето зошто е Северна Македонија, па се трудам да објаснам како, што Почнувајќи од Југославија. Почнувајќи од Југославија, или почнувајќи од 91-а со тоа велам, ние сме една ретка земја која што за нецели 30 години 3 пати променувавме име и морам да се надоврзам нели малку и на политички момент, ама да им објаснам бидејќи и како што велам, јас сум тумач на локалната реалност. Така да ги интересира нормално и секојдневниот живот, па доаѓам на тоа колку се заработува Македонија, како се цените, не е само нели историски факти и споменици, да гледаме целосната слика на државата и на градот треба да се представи. Одлично. Повторно овој камени мост, нели и спомениците. И неизбежно околината на Скопје преубавата Кањан Матка. Така е. Навистина убава атракција, убаво доживување за нив. Имам една програма која што последен акцент е всушност Кањан Матка, они поменуваат неколку дена во Грција и пред заминувањето веќе на крај, последна екскурзија е Матка и често коментарот, конечно малку природа после сите оние историски споменици што ги гледаме, баш убав заверчеток на возење со кајаци и возење со кајаци обавезно до пештерата Врело. Одлично. Имаме нова информација, прилично интересно, бисера се видовме пред некој време во Кањан Матка, имаме нов рекорд на Врело, веќе сме официјално втора подлабочина, се уште не е допрано дното, уште неколку метри ни останува до најдлабоката од 312 метри во Франција, Матка во ноември претходнава година 287 метри. Така да имаме со што да се пофалиме и гордееме. Давид, и натаму гордо со туристите не само од Полска, туку од каде да посетат Македонија, преубави разгледници на неколку дестинации, верувам дека уште многу туристи ќе навратат и ќе ја засакаат Македонија како катче во која што ќе се вратат на неколку наврати. А идејата со дечињата ти е одлична, поттикнувам да многу општини ти се обратат и да биде еден голем проект каде што ќе бидеш едукатор на децата во иднина. Тоа е интересна популација да се задржи вниманието, но мислам дека е интересен предизвик за воиднина. Успевам и уживам во тоа. Пред идеме на Ивана, сакав само да го прашам, Давид, сведоци сме на англискиот јазик, се почесто го слушаме и преселувањето на новите генерации, помлади гледаме кои што одбираат Македонија се преселат и повозрасните. Ева Матка, споменавме, се видовме на Матка, добив информации дека и холанѓаните веќе се селат на Матка. Си одат од Холандија, па имаат купано некоја вила, куќичка. Колку имаш такви информации, статистика некоја се преселуваат во Македонија, зошто? Сопругот на Гордана е... Да, и тоа е тука, транс до Македонија. Не би имал некои поточни податоци за статистика, не. Меѓутоа, само ќе потврдам, сметам дека Македонија е убаво катче такво во Европа, со оглед на тоа што претходно работев, имав хостел и неколку повеќе од 10 години назад имаше примери кои што денеска веќе оние сајбер номад доаѓаат, Македонија е идеално место, мислам дека за тоа. За живот. Со оглед на цените кои што се за нив ниски, а услугата и квалитетот на живот
кои што го добиваат и гостопримството, пак ќе го кажам наше. Е се уште на заветно ниво. Тоа може да се стави во национална стратегија. Може, да, но доколку не слушаат и не советите ги применуваат оние така. кои што имаат потреба од истите. Да продолжиме натаму, да се задржиме на што сме, утринска програма, да ги погледнеме фотографиите од нашата Ивана, која што даде извонредни совети за деца. Ивана, повели со твои коментари. Па вака, ова се моите две дечиња, Костадин и Евгенија. Оваа слика е нашето последно патување, каде што навистина ни беше едно прво патување од ваков тип и беше доста тешко и напорно, меѓутоа од кога се вратив, сватив колку на нив тоа им значеше. печат. Им оставив печаток и колку поминатото време заедно со нив е навистина важно. Они двајца се заслужни за тоа што сум денеска, дефинитивно, затоа што од кога се родија тие и нивниот развој помина и минува низ моите очи, можам да кажам дека јас како да се заокружив и повеќе ја засакав и ја разбрав мојата професија и важноста на тоа што го правам со дечињата и во мојот кабинет. Така да, еве тука уште една слика каде што секој во свој филм, многу е тешко да се направи една заедничка фотографија, меѓутоа еве не, тука беа воодушевени од сето тоа што го видоа, им беше интересно. Забавно пред се. Забавно пред се. Ова е слика од кабинетот, ова е една од омилените играчки, да речам. Ова уста со која што им покажуваме на децата како правилно се поставува јазикот за изговор, меѓутоа и имитираме глас и говор, затоа што некогаш децата не сакаат да повторуваат зборчиња, па устата ќе зборува и они да зборуваат заедно со устата. Интересно. Така да и ова е нешто, едно од омилените играчки дефинитивно на дечињата во нашиот кабинет. Додека вежбаме, обавезно ја бараат, сами ја бараат. Каде е устата? Ова е мојот сопруг, кој што Ваша поддршка? е моја поддршка, да, дефинитивно. Мој грб, така да за се што правиме и он дефинитивно заслужен. Така да исто ова е Евгенија во Битушка Долама се вика ова. Ова е традиција од целото Битушек. Јас потекнувам по татко од таму и многу ја сакам и почитуваме оваа традиција и секогаш за Водици гледаме да сме таму. И јас се трудам таа љубов према таа традиција и сите тие обичаи кои што се прават за тој празник за Свети Јован, да ги пренесам и на нив. И стекна сум. И ти беше исто во носијата, знам. Да, јас се Следна облекувам. фотографија? Јас се облекувам од многу мала, од нејзина возраст буквално и не знам, можеби дали 2 до 3 пати има кога не сум отишла за тој празник, сум била спречена, иначе секоја година гледаме да бидеме таму. За оние кои не знаат, Битуша не е во Западна Во Македонија. Западна Македонија, да, има навистина убава традиција која што и трае доста Долги години. Да, долги години и има посебни обичаи кои што се прават на овие денови, еве како Кој е кревањето на адетот? лепче. Еве сте и вие во Ова се вика руво, битушко руво. наследена од вашата баба. Не е наследено од мојата баба. Јас имам руво од мајка ми, кој што баба ми го направила за мојата Прекрасно. мајка. Меѓутоа, имаме и наше руво кој што го направивме, бидејќи јас имам сестра, која што исто така е влюбеник во оваа традиција и моравме да имаме две руво. Така. Да, така да, овие традиции, мислам, Која е традицијата? Кратко објасните ни. Траат неколку дена унапред пред Водици. Значи, прво на 13 јануари се прави замесување, новите кумови прават замесување на лепчињата и потоа на 17 јануари старите кумови го испраќаат крстот, па на 18 се пречекуваат со табли костенчиња, на 19 се крева лепчето. Така, костенот е символ за Битуше, за дув, за тој дел од Македонија. Да, така е, да. Така да тоа е многу убава традиција, има навистина многу детали кои што треба да се испочитуваат и меѓутоа многу ми е драго што секогаш во Битуш има толку многу луѓе кои што одат и се негуваме таа традиција. Ова сме една фамилиарна слика исто, тука секој во свој филм од едно наше зимување се трудиме да поминуваме вака време со течињата кога можеме заедно за да им направиме и на нив некои спомени. Така. Најубавите спомени се прават на патување. Благодарам што ни отворивте и вашата приватна архива и ни го споделивте ова и секако адетот кој што го имаме во Битуша, но ете би ве запрашала колку во современиот начин на живење се губиме себе си и нашите корени. Ивана? Па да, многу брзо живееме. Многу брзо живееме, обврските мислам дека многу не
навладуваат обврски од типот да се заврши се дома, да се однесат деца, да се приберат деца, да се оди на работа, да се вратиме од работа. Така да, меѓутоа, мислам дека доколку некој тоа нешто му е важно, ќе најде начин тоа да го негува. Еве, пример, ние со таа традиција и тие обичаи, како што кажам, Не заборавате од не каде сте. забораваме, Така. да, и навистина се трудиме тоа да го пренесеме на нашите дечиња. Одлично. Давид? Е, Повеќе со пољак оглед- или повеќе- Со оглед на тоа дека сум од мешан брак, од мешано семејство, за мене, за нашето семејство е посебно важна традицијата. Јас се фалам дека ние можеби го имаме најдолгиот Божик. Почнуваме на 24 декември, завршуваме на 8 јануари. Мојата мајка Прекрасно. полјакиња е католик, татко ми православен, иако јас сум православен, и имам голема поддршка од сопругата денеска. Исто сме православни сите, меѓутоа мојата керка едва чека на 24 декември Да кога ќе се започнат поделиме подароците. со она лепче во насловно кажано и така натаму. Така да сме там или така бев воспитан дека традицијата е важна и тоа е пренесување на културата, на познавањето на еден јазик. Некогаш слушнав е колку јазици познаваш, толку живот живееш. Меѓутоа, повеќе ми се допадна толку живот живееш, а не јас познаваш и културата на цел еден народ. Така е, наистина интересен е миксот кој што го имате и убаво што практикувате од се и најубаво е кога се слави подолго. Па и професијата негова дозволува уште Така. повеќе култури да научи, да слушна традиции и други. Така е. Гордана, повелете, вие? Јас мислам дека И вие имате микс со вашиот микс, сопруг, така да. И ние славиме од 24 декември до Стара нова. натаму, да, до Стара нова, до 14 јануари. Славиме 2 Божика, славиме 2 Великдена. И е супер. Мислам, интересно е. Размена на традиции, размена на култура, еден микс на два света, тоа е секогаш убаво. Затоа што светот го прават убав различностите, никогаш Така. нешто што е монотоно и тоа е здодевно. Од австријска прецизност и професионалност до македонска лежерност и така. Флуидност. Флуидност е одлично додавање. Како вашиот сопруг се прилагоди на се ова што го имаме тука? Ханес ја обожава Македонија, уште од првиот ден кога влегол овде, ние тогаш уште не се познававме лично, така да тој прво ја засака Македонија, а потоа после вас мене. Да, живеел во многу земји, меѓутоа кога влегов вика во Македонија, буквално како што кажа Давид, ова е земја на сонцето, ова е сончева земја и тој ја осетил таа енергија, колку се и да звучам езотерично, ама тоа е човечкото Да, така. во нас и тоа не води. И до ден денес е толку заљубен и длабински ја истражува и ние бевме, сме ги посетиле сите општини лично и секоја година одиме ги посетуваме и со тоа добиваме впечаток за цела држава. Како е, имаме толку многу приказни, неговите ги споделуваме со неговите пријатели кога одиме во Австрија и нив не им се верува. Па вика, зашо не седнете книга да напишете? Затоа што секоја средба, секое место, има толку многу приказни, интересни работи што за нив се апсолутно звучат како да им раскажуваш приказна, како бајка. Македонија е вистински една бајка. Да, и треба само како Давид што спомена, многу ми се допадна и ние го повторуваме и тоа, ние мора да се ја засакаме нашата држава. И тогаш нема да се соочуваме со вакви искушенија и проблеми. Ние мора да знаеме дека ова е наша земја, наша мајка и да се ја сакаме, да ја почитуваме и да ја негуваме за да живееме еден здрав и квалитетен живот. И да додадам дека како Ивана, јас од дете ја негувам традицијата, имам носи, ги знам сите македонски. Јас сум исто од западот, од Гостивар. Ги знам сите македонски ора, сум била на многу свадби кои што траеле 7 дена. Да, со сеири, со се. Гостивар има посебна традиција со бричење на младоженецот во дворот, со излегување со бајракот, да, со јаболко. Така, да, од истиот крај на нашата убава татковина потекнуваме, така да дефинитивно познати ми се традициите во Гостивар. И тоа е убавината и сакаме на реченица само да заокружам дека идентитетот на една држава е во културата.
Така. Треба да ја сакаме, негуваме и културните споменици да ги раскажуваме со гордост. Но ајде малку понеформално да го закружиме делот со едни интересни прашања кои што верувам дека дополнително ќе ве разбудат. Давид повели, подадете молам кон Гордана. Ета, Гордана, може вие да започнете и да го прочитате на глас прашањето и да ни го одговорите. Кој е твојот најголем страв? Мојот најголем страв е ароганцијата. Ароганција. На она кое што сакам да тежнеам и е убаво и луѓето да тежнеат е на Едноставност. Едноставност. Тоа е најубавото. Humbleness. Се не можам да се сетам на македонски. Едноставност. Да, понизност. И понизно значи не робство, туку понизно значи почит кон се наоколу, Така. почит кон другите, почит кон себе. И Кон природата. Кон природата, Земјата. кон земјата, Кон се и сите. Кон се и сите. И со таа понизност, уствари, животот станува многу убав, станува благодатен. Благодарам. Давид? Која позиција во влада би ја прифатите? Од понизност природа. Ми се случува, кога ме гледаат со каков жар и емоции раскажувам за Македонија и колку е најважната земја во светот, да ме подпрашат дали имам амбиции за политика и така натаму. Па за култура, зашто да не? И одговарам дека тоа ми е сосема тук свет и не би сакал да се плеткам во тие води. Ако морам да одговорам, ќе биде најверојатно културата, да. Да, верно. Сви така доаѓа природа. Така да. Туристичките водичи конечно потпаднаа во Министерството за култура, каде што верувам дека многу работи треба да се решат и разрешат за да бидете видлива точка која што и tekako има импакт во се она што ни се случува. Така да колку ете имаме контрола на кој се раскажува за Македонија и за што Се израдував моментот кога слушнав дека туризмот се префрла во Министерството за култура, беше претходно во економија, да аспект на тоа дека туризмот воопшто ќе биде виден и забележен. А дефинитивно, според мен, не треба да биде таму, бидејќи ние имаме културен туризам. Немаме море, немаме плажи, она што треба да го кажуваме и покажуваме е нашата култура, историја која е голема и длабока. така. Заборавив на прашањето, извини само. Колку има контрола, кој се раскажува и прикажува? Она што се трудиме и со нашите колеги во секоја прилика да го напоменеме е тоа дека како туристички водичи сме заборавени и онаа контрола што би требало да ја има според закон не се врши во терен, така да имаме многу несовесни колеги и она што е најстрашно и странски водичи кои што доаѓаат и работат нашата работа или раскажуваат приказната што не им одговара. А може би неконечно и нам и она што се случува. Во тој дел почнува за пофалба оваа година имаме веќе инспектори, меѓутоа треба многу повеќе работа на терен. На терен. Се надеваме дека ние ќе го поттикнеме истото да се случи и да бидете не само повидливи, туку позначајни и ценети за работата која што имате на терен и за значајноста на историјата која се раскажува. Ивана, повелете вашето прашање и одговорот на Јас истото. размислувам од преска што да одговорам. Имавте време. Повелете прашањето, прочитајте ни го. Да можеш повторно да се вратиш на твоите 18 години, која животна одлука би ја променила? Па јас дефинитивно не би променила ниту една одлука, меѓутоа на тие одлуки кои што сум ги направила, би пристапила со поголема самодоверба, доверба и ентузијазам, затоа што мислам дека воопшто не сум погрешила. Еве ќе кажам за еден пример. Прво голема благодарност за ова што сум денес на моите родители, затоа што они ми го отворија овој пат, за да бидам јас денеска логопед и да работам со деца. Да беше до мене, јас тогаш ќе работев пак со деца, ќе бев учителка по англиски јазик. И тоа беше мојата желба и јас бурно се расправав во тоа време со нив за што да продолжам понатака, меѓутоа среќна сум што ги послушав затоа што од ова денеска што сум, јас не можам да се замислам да работам нешто друго и навистина уживам во тоа што го правам. Меѓутоа ете во тоа време тогаш не бев сигурна. Не бев сигурна, како и повеќето мислам дека млади, да. Така. Меѓутоа не би го променила, не би променила ни ништо друго, така да само би била со поголем ентузијазам и
доверба во тоа што Ви благодарам јавно што денеска одвоивте време, ни дадовте ваше внимание и верувам го задржавте интересот на гледачите. Утре сите ги покануваме на Генералка викенд. Давид и Иван, ако имате време да се приклучите на локација и натаму да се работите вашата професија достоинствено и гордо како и досега. Ви благодарам. Благодарам. А ние вам ви благодариме што сте од рано изутрина од 6:45 па се досега, секогаш на Канал 5 телевизија. И натаму не именувате го каналот, бидејќи остануваме одлични до крај.